Знаете ли зошто ќе го гледате видеово до крај? Затоа што ќе имаме луд викенд. Бајер Мюнхен, Борусија Дортмунд, Лацио Јувентус, Наполи Аталанта, Фиорентина Милан, Манчестер Сити Арсенал, Марсеј Пари Сен Жермен и Реал Мадрид Атлетик Билбао. И плюс има дербија во послабиве лиги. Значи, по репрезентативната пауза се пуштаме на најако. И добро е што не прави видео за репрезентации, затоа што ќе беше само ругање, катастрофа. И да, после репрезентациите сите екипи имаат исти проблем, повреди. Значи, многу утакмици се. Да ги елиминираме. Ги елиминираме Наполи Аталанта, Фиорентина Милан и Пари Сен Жермен Марсеј. Правиме овие за останатите 4. Сега, да почнеме со најакото или не. Најсладкото го чуваме за крај. Почнуваме со Германија, Бундеслига. Бајер Мюнхен, Борусија Дортмунд. Значи, титулата во Германија е завршена работа. Титулата оди кај Леверкузен. Види табела. Бајер Мюнхен има 10 бола помалку од Леверкузен, ама има 10 бола повеќе од Борусија Дортмунд. Некако Бајер Мюнхен усвари влезе во некоја добра форма, ама многу касно. На последните 2 надпревари има 13 постигнати голови со Дармштат и Мајнц. А многу касно е, човече. Значи, им останува да се борат само за титула во Лига на шампиони. Лига на шампиони игра и Борусија Дортмунд. А нивната битка е пласман во Лига на шампиони следна сезона. Бајер е фаворит, кој сака нека каже. Пазете традицијава, на последните 10 надпревари помеѓу двете екипи, Бајер Мюнхен има 9 победи и 1 рем. И секогаш паѓаат многу голови. Така ќе биде и сега. Игрете на голови. Ајде Италија. Лацио Јувентус. Најако пред овој надправил е тоа што на клупата на Лацио ќе дебитира Игор Тудор, кој што пред 2-3 години беше помошник тренер во Јувентус. И башка е бивши фудбалер на Јувентус. И сега као сите очекуваат Лацио да почне да победува. Не бе брат, тапа екипа се, кој сака нека дојде тренер. И башка деби со Јуве. Сега окей, Јуве не е баш у форма, не да не е у форма, туку катастрофа е во последно време. Пази, на последните 8 надпревари Јуве има само една победа, и тоа против Росиноне. Среќа што пред оваа црна серија игра добро, па некако сигурно се у топ 4. Значи, дуел на 2 разочарувања и шанса за едниот од нив да почне да победува. Дерби во Шпанија, Реал Мадрид, Атлетик Билбао. И во Реал имаат проблеми после репрезентативната пауза. Камавинга е аут. Значи, чудна работа. Секогаш кој играат репрезентации, на Анчелоти му чури главата. Ама има Реал добри играчи, така да нема да биде тоа голем проблем за нив. Плюс тоа имаат 8 бода повеќе од Барса. Билбао сега Лига на шампиони и има битка со Атлетико Мадрид за таа 4-та позиција. Усвари, секој изгубен бод за нив, се значи назадување некако. А ќе изгубат бодови сега. Атлетико Билбао од 2015 година нема лигашка победа против Реал Мадрид. Значи Реал тепа, дечки. Ајде одиме со најакото, јаготката на шлагот на тортата. Манчестер Сити Арсенал. Буквално, значи буквално битка за титула. Арсенал лидер заедно со Ливерпул. Сити 1 бод помалку. Арсенал 8 победи поред. Сити 22 надпревари без пораз. Проблеми. Гвардиола има сериозни проблеми, значи не може да смета на неколку клучни фудбалери. Или пак се под знак прашалник. Четворица клучни играчи може да го пропуштат дербито со Арсенал. Џон Стоунс и Кайл Вокер се повредија за време на пријателските надпревари на Англија, а Кевин Де Бруин и Едерсон се као под знак прашалник влечат некои повреди, ама мислам дека и 20-та ќе играат против Арсенал. Сега колку се спремни, не знам, ќе видим. Артета нема маки. Некако се мислам дека Сити ќе тепа. А искрено, најдобро ќе биде да биде Реми и Ливерпул шампион. Како за крај мора да го видите ова. Усвари, сега сваќам дека фудбалериве не се замараат со ништо, не знаат кој со кого игра, како игра, што игра. Едноставно се игра фудбал и тоа е тоа, брат. Особено за звездиве, мислам, не, има и случоци. Значи сега во Англија, во репрезентација прават бове Деклан Райс од Арсенал и Џон Стоунс од Манчестер Сити. И Райс го кажува ова. Вика, му реков, голем меч во недела. И Џон ми вика, со кого играте? Му викам, па со вас бе. И Џон му рекол, да, голем меч. Ај, чао.